чуваме со Галатјаните и од това што го прочитавме, можете да видите дека продолжува таа долга дискусија што апостолот Павле ја води со јудејските христијани кои очигледно се почувствувале фрустрирани од Евангелието, од благодата, Евангелието на благодат. Сеќавате последниот стих од 3 глава, со него завршив минатиот пат, Павле прави еден заклучок. И сега, сите што сте во Христос, сите што преку вера се соединувате со Христос, сите вие сте наследници по ветување. Вие сте наследниците на ветувањата што Бог ги даде на Авраам. Не оние што пред Бог ќе застанат како наследници на Мојсей, туку оние што ќе застанат пред Бог како наследници на Авраам. Евреите 1500 години живееа под авторитетот на Мојсеевиот закон. 1500 години, 15 века, се трудеа да живеат според законот и така да стигнат до спасението. И наеднаш Павле им вели, не, вие треба преку верата во Христос, соедините со Христос, да ги добиете тие ветувања, да станете наследници на ветувањата. Некако како да се создава впечатлок дека тие 1500 години поминале туку така, напразно. Представете си, ве чека долг пат, долг лет со авион. Не знам која е најдолгата дестинација од Македонија со авион, но да кажеме, може би Австралија, да летате 20 часа. Се качувате, полетувате, поминуваат 20 часа и почнува да говори пилотот. И вие очекувате тој да каже, спремајте се, се слетуваме, меѓутоа тој ви кажува нешто друго. И кога полетавме, ни се расипа навигацијата и сега проработи, меѓутоа разбравме дека сме се вртеле во круг. Се добрата вест е дека сега работи навигацијата и летаме во правилната насока. Но би било голема фрустрација да разбереш дека 20 часа и кога веќе очекуваш дека си стигнал до дестинацијата, всушност 20 часа си се вртел во круг. Може би си јал, си пил кафе, но те чекат нови. Тоест летот допрва почнува. Така некако, предпоставам, се чувствувале и евреите, затоа толку илустрации Павле користи, затоа толку аргументи да им каже во Христос е спасението. Тој период од 15 века што го поминавте, живеејќи под законот, беше само една подготовка. Беше само едно воспитување, беше само еден процес во кој вие требаше да разберете дека само во Христос може да бидете спасени. Од тука нормално се појавувало прашањето од страна на тие јудејски христијани, па добро, залудно ли ние живеевме под закон? Залудно ли Мојсей ни беше даден и преку Мојсей законот? Павле вели не. Законот си имаше својата функција. Законот требаше да ве зароби под грев. Законот имаше таа функција да создаде вина, сознание кај човекот дека не може со своите дела да се спаси. Законот требаше да создаде да го осуди целото човештво, да ја изгради таа вина и на крајот да разбере човештвото дека не може сам да се оправда, дека тој не може со својата праведност да се представи пред Бог. И минатиот пат видовме други некои метафори за законот како еден темничар, кој го затвора човештвото во една темница, во келија, во кој нема од никаде ни најмал прозорец за излез, за бегство, за спас. И последната метафора што видовме беше за законот како тутор, како педагогот кој го воспитува, го надгледува, го контролира и на крајот треба да го доведе до Христос. И на ваквите аргументи повторно, од она што можеме да го видиме сега во овие стихови, се јавува нов против аргумент, нова реакција. Добро, би кажале јудејските христијани. Можеме да сватиме
за неевреите, за паганите, кои никогаш немале откровение за Бог, кои немале закон, кои го немале Мојсей, кои живееле во темнина, можеме да сватиме за нив спасение во Христос. Да, нив им треба Христос. Меѓутоа, сепак, ние го имавме Мојсей. Сепак ние го имавме законот. Ние сме Божиот народ. Што пречи ние, бидејќи сме поинакви од неевреите, што пречи ние да продолжиме да се живееме под законот и да веруваме во Христос? И овие сега нови илустрации, ова нова илустрација што ја дава апостол Павле, сака да покаже дека и евреите и неевреите до Христос всушност беа во една иста епоха. Во една епоха на робство. Сите беа поробени, робови на стихиите на светот. Додека Христос, со доаѓањето на Христос, настапува нова епоха. Епоха на посинување во Христос. И всушност овој пример што ќе ни го даде, ова илустрација што ќе ни ја даде Павле, треба тоа да го покаже дека всушност нема и разлика меѓу евреите кои беа под закон и неевреите кои беа во нивни некои религиозни системи. Сите беа под робство. Сите беа заробени до доаѓањето на Христос. Ајде да видиме Павле, тој повторно, како добар учител, користи илустрација која е разбирлива за луѓето, која е од секојдневниот живот. И вели, но ви велам, откако завршува со тоа дека во Авраам, во Христос ние сме наследници на Авраам, бидејќи ветувањата што беа дадени на Авраам се однесуваат на потомокот на Авраам, а потомокот на Авраам е Христос. А оние кои се соедините, кои се во Христос, стануваат исто така потомци на Авраам, семе на Авраам и со тоа наследници на благословите, на богатствата на Авраам. И продолжува вели, но ви велам сега вака, со таа нова метафора. Наследник, кој е малолетен, кој е млад, не се разликува со ништо од останатите робови. Која е илустрацијата? Илустрацијата е повторно за богато семејство, богат господар, кој има наследник и има слуги. Во древноста богатите семејства, господарите, имале образовани слуги кои се занимавале со имотот. Тие управувале всушност, како го менаџирале имотот. И тие се во таа смисла и оние кои се старатели на малолетниот наследник. Тука користи Павле нови зборови, слични на оние во втората половина на третата глава. Зборовите се епитропос и оикономос. И се различни од зборот педагогос. Реков минатиот пат, во минатото поглавје, говоревме за педагогосот или за туторот. Педагогот е оној кој се занимава со воспитувањето на малолетното, на малолетникот, на детето на господарот. Значи, тој е педагог или воспитувач. Тој се грижи за поведението, однесувањето на детето. А овие тук служби се поинакви, тие се служби, синонимни се зборовите епитропос и оикономос. Тоа се оние слуги кои се занимаваат со имотот, занимаваат со богатството, со материјалните работи. И додека е малолетно детето, тој си има старател, си има епитропос или оикономос кој не се интересира од воспитувањето, тоа го прави педагогот, но тој се грижи за материјалните работи на детето. Тоест, тој управува со имотот, детето на хартија е наследник, тој е собственикот на богатствата, но додека е малолетен, реално со тие богатства управува настојникот. И сега има таква позиција. Некој дете кој е малолетно, ако нема свој родител, има настојник. Некој кој се занимава со материјалните работи. Не. Воспитувачот е друг, додека настојникот е друга личност. И која е всушност овде идејата на апостол Павле?
Додека ви вели бевте во законот, под законот, вие бевте како под таков настојник. И богатствата се ваши, но вие сте како слугите, зашто реално не можете да располагате со тие богатства. Тоест, вие имате истата положба како и останатите робови. Во тој поглед, реално, вие не можете да располагате со ништо. Вие не располагате со ветувањето, не располагате со богатствата. На исто ниво сте како и останатите слуги, тоа е додека не се исполни некој рок. Некој рок кој е определен од таткото, тоест до полнолетството. И сега, интересен е тука зборот, што го користи за млад, тоа е зборот непиос, комбинација од два збора, не и епос. Тоест негација на епос. А зборот епос значи глас, значи збор, значи реч, говор. Тоест, буквално преведен зборот непос би значило безгласен. И тоа е зборот за малолетник во древноста. Малолетни се луѓето кои немаат глас, безгласни се, немаат право на глас. Има древна изрека која вели: малите деца треба да ги гледаме, но не треба да ги слушаме. За жал денес се случува нешто обратно, не ги гледаме малите деца, но многу ги слушаме. И тешко на оние кои одат по паметот на своите мали деца. Ако детето решава дома што ќе се случува, тогаш се ќе јадете хамбургери, никогаш грашок. Тоа е паметот на едно дете. И тоа е идејата овдека. Вие, вели Павле, додека бевте во законот, додека порано, пред Христос, ви бевте мали деца, незрели, се до полнолетство. И затоа вие сте лишени од управување со богатствата. Кој родител би си ја дал сметката, имотот, банката на своето малолетно дете и да му каже: ти управувај со тие работи? Не, тоа е како останатите робови. Нема право над имотот. И тука Павле, во таа состојба бевте вие. И пред да поминеме во следниот стих, каде што ја дава примената на оваа илустрација, апостол Павле, убаво да одбележиме дека тој користи во своите илустрации семејства кои се богати, тоест говори за имоти кои имаат голема вредност за богатства. И тој не го прави Павле така случајно, има некаква идеја, намера, тоест преку таквите илустрации тој го евалуира, го оценува, го вреднува нашето богатство што не очекува во Христос. Тоест, колку се големи ветувањата што Бог ги даде на Авраам, колку се големи тие благослови, а кои ние ги наследуваме во Христос. Големо е тоа, огромно е богатството. Тој, ако за тие богатства Павле говори во Ефесјаните 1 глава, во Христос, се што наследуваме ние во Христос. И овдека во 3 глава, например, почнува со Светиот Дух. Бог ни го дал Светиот Дух и ги подсетува галатјаните: како го добивте вие Светиот Дух? Нели преку вера во Христос? Колку се радувавте кога Бог ви го даде Светиот Дух? Потоа говори за прифаќањето од Бог. Ние сме прифатени од Бог. Можеме да дојдеме пред Него. Ние сме Неговото семејство, Неговите деца. Ние сме оправдани, ние сме спасени, имаме живот. Гледаме за тој живот во 3 глава. Така, тие богатства, вели Павле, се огромни. И се во продолжение ќе видиме како доаѓаат, ни го дава појасно овдека и можеби најасно тој механизам на како ние ги наследуваме. Во 3 глава говореше тој за заменичката жртва на Христос, за откупот, но тука имаме една појасна слика која веќе се извојува како централна доктрина на христијанството. Тоест, откупот, начинот на кој што Христос го прави тој откуп од
од поранешните стихии на светот. И сега доаѓа во третиот стих до примената. Тоест, ова е илустрација за богатото семејство и малолетникот со, конкретно законот, улогата на законот. И вели, па така и ние, додека бевме малолетни, и тока го има истиот збор, и тука кажува за сите ние. Не прави разграничување меѓу евреи и неевреи. Ние бевме поробени од стихиите на светот. И сега оваа фраза стихиите на светот е важна да разбереме. Некако Павле како да излегува само од законот, но останува пак истиот тој контекст. Говореше за законот, тој во следниот стих пак ќе каже да бидеме откупени од законот, но тука говори веќе за светот, стихиите на светот. Зборот стихија, стихион, е дефиниран од Платон, тој ја дава најдобрата дефиниција. Буквално значи ред, подредување на некакви базични принципи, елементи. Например, тој вели стихија, стихион се буквите од азбуката. На времето тука луѓето велеле алфа, бета, гама, делта, сега викаме А, Б, С, Д, зашто се ослободивме од византиското влијание, ама сега сме под англосаксонско. Ако тоа што сега велиме абецеда, порано велеле алфабета на нештата. Тоест, кога сакаме да кажеме нешто елементарно, оваа се елементите, основните принципи, ние велиме ова е абецедата на нештата. Абецедата или алфабетата е основата на писменоста. Основните елементи на писменоста. Така да, зборот стихион значи подредба на основни базични принципи. Стихија или стихион во древноста, и тоа повторно дефиницијата на Платон, се основните базичните елементи на овој свет. И верувам ги знаете кои се. Оган, вода, воздух и земја. 4. И од тука ние денес, кога денес некој каже стихија, на што мисли? На некаква катастрофа. Велиме огнена стихија. Зашто оганот е стихијата. Или кога има торнадо, велиме воздушна стихија. Или кога има как се века, водата, цунами, имаме водена стихија. Земјотресот е земјена стихија. Тие се стихии кои ги прават или катастрофи кои ги прават основните елементи на човештвото. И сега, што сака да каже овде дека Павле кога вели стихиите на светот? Контекстот е духовен. Ние сме били поробени. Робството е духовно. Ние сите бевме, вели Павле. И евреите, и неевреите, под робството на стихиите. Стихија е, во таа смисла, 10 заповеди, како подредени елементи за едно морално однесување. Тоа се основите, 10 заповеди се основите на човечкото поведение. Евреите верувале дека исполнувањето на тие заповеди ги спасува. Меѓутоа, треба да знаете дека 10 заповеди, сигурно го знаете тоа, не се измислени од Мојсей. 10 заповеди се дел од кодексите на сите семитски народи. Уште во кодексот на Хамураби, кој живеел 19 век пред Христос, 400 години пред Мојсей, во неговиот кодекс се вклучени сите 10 заповеди. Принципот око за око, зап за зап е блискоисточен принцип, нели, според римското право лекс талионис. Враќаш во соодветна мера на штетата. Така, идејата овде е дека човекот во робската состојба, во тоа малолетништво, живеел управуван, контролиран, под старателство на тие базични
духовни принципи на поведение, кои се вложени и во човечката свест и кои го прават критериумот, го одредуваат критериумот меѓу доброто и лошото. И вели Павле, евреите беа под закон, под Мојсеевиот закон, кој представува некој базичен принцип, елемент на духовно живење и однесување. Неевреите пак живеа во нивните религиозни системи и едните и другите верувале, колку што евреите верувале дека ќе се спасат по закон, толку и неевреите верувале дека нивните религиозни системи ќе ги доведат до Бог, до вечен живот. И вели Павле, и едните и другите живееа во робство. И едниот и другиот систем е систем на старателство кој има за цел да го донесе човекот до Христос. Тоа е идејата. Затоа вели стихиите на светот. И тука тој ја тргнува таа поделба дека евреите ќе бидат спасени со закон, тоест имаат нешто повеќе од неевреите. И евреите во иста мера имаат потреба од Христос, како што имаат и неевреите таква потреба. Зашто евреите живееле, христијаните евреи, живееле со чувството дека ним не им треба Христос. Они веќе го имат законот. Живееле 15 века во откровение, што Бог им го дава. Христос им треба на неевреите. И Павле сака со ова вели, не сите беа поробени. Сите беа поробени под тие земни стихии. Во Христос имаме ослободување, откуп, спасение од тоа робство. Во Христос има вистинско наследство. И сега таа игра на зборови што Павле ја игра постојано, овдека се гледа многу јасно. Ние бевме под некакви елементарни принципи, додека не дојде с Христос, тоест не беше испратен Синот. Имајќи во предвид стихијата како една алфабета или абецеда како основен принцип, не случајно Христос во Откровение се представува како алфа и омега. Првата и последната буква во азбуката. Ако отидете, сега не знам какви се библиотеките, одама не сум бил, но ние пораснавме во библиотеки. Преку моите деца гледам дека не е толку веќе тој живот така присутен во библиотеките, но на времето требаше да одиме во библиотеки, да бараме сигнатури на книги, картончиња и така натаму, и како студенти тоа го правевме. Значи, кога ќе влезеш во библиотека, има еден картончиња така наредени од А до Ш. И по азбучен ред ти го бараш картончето на авторот или на книгата и така ја наоѓаш сигнатурата и потоа се евидентира, одиш кај библиотекарот да ти ја даде книгата. Од меѓу А и Ш има мноштво на други букви и книги. Првата она што ќе почне, она што ќе заврши, опфаќаат се друго. Кога Христос вели дека е алфа и омега, тој сака да каже дека тој во себе опфаќа се. И ние го имаме тој идиом, таа приказна. Кога сакаме да кажеме дека некаде има многу работи, се има, велиме, таму има се, ќе најдеш од А до Ш. Се, многу е снабдено, се има таму. Во Христос, ако во стихиите има само некои следење на елементарни принципи на правда, во Христос е сета правда. Во Христос е сета светост. Во Христос е сета совршеност. Во Христос е сето богатство. Се е во Христос содржано. И ако порано ние сме живееле во некои принципи, вели, сака да им каже на евреите, ако вие сте имали некои принципи, сте следеле правила, соедините во Христос, вие имате совршената правда. Во Христос вие го имате совршениот закон и тоа исполнет закон. Не барајќи одредени некои базични принципи, но се совршено е во Христос. И затоа соедините во Христос, вие само тогаш може да имате целата правда, целата светост. Само во Христос вие можете да имате
се. И затоа во тој поглед, тоа прашање што би го поставил некој јудејски христијанин. Добро, во Христос има спасение, но што ни пречи да живееме во законот? Павле вели, и минатиот пат тоа го видовме. Во тој поглед, враќањето кон законот, исполнувањето на заповедите од законот, всушност значи враќање назад. Вие се достигнале едно ниво во Христос, на полнота, совршенство, и сега вие се враќате на оние првооделенски буквари, каде што се елементите, основните, базичните елементи. Исто како некој стигнал до некоја највисока академска степен и да каже, ме сакам пак сега да се вратам и да учам од букварите. Не вели, во Христос имате вие се, полнота. Тоа е алфа и тоа е омега, за разлика од овие стихии, кои се само основни некакви базични принципи. Но кога се исполни времето, Бог го испрати својот син, вели Павле. И тука уште една игра на зборови. Крајот на вториот стих беше дека таа состојба што малолетникот ја има како безгласен под овие старателите е додека до времето кое е определено од таткото, вели Павле на крајот на вториот стих. И овдека користи иста фраза. Вие бевте, сите ние бевме под робството на земните стихии до кога? Додека не дојде времето. Времето кое го определи таткото. Истата игра на зборови. Не додека кога се исполни времето, туку кога дојде точното време. Буквалниот збор е да дојде нешто. Да дојде. Кога Бог реши дека дошло времето. И тука е зборот кајро, што значи соодветното време. Точното време кога дојде. Зашто повторно се вклучува Божјата контрола на се. Бог направи така Христос да биде пратен од Него во едно точно соодветно време кој тој го подготвил. Подготвено време. И ако се вратиме на историјата на христијанството, ќе видиме дека навистина Христовото доаѓање е во најсоодветното време, подготвено во секој поглед од Бог. Тоа е време во кое сите фактори, и обштествени, и политички, и културни, и социјални, и духовни, и религиозни, и филозофски, и морални, работат заедно за едно брзо распространување на Евангелието. Само 100 години порано, или дури 50 години порано, Христовото доаѓање на Евангелието немаше да го има тој ефект како што го има точно во првиот век. Имаме Римската империја со два основни закони. Рекс Рома и Лекс Рома. Едниот е закон за мир, другиот е закон за уредување. Римското право и римскиот Пакс Романа и Лекс Романа. Пакс Романа е римскиот мир, Лекс Романа е римскиот закон. Лекс Романа одредува една организација, политичка организација, која од Британија до Блискиот Исток го регулира на еден исти начин правата, односите на секој, независно дали е од која етничка заедница е. Сите се еднакви пред тој закон, сите припаѓаат на една политичка организација. И тоа се случува за прв пат во историјата на човештвото, што подготвува идеја за еден духовен систем во кој сите, без разлика на тоа дали се евреи и не евреи, робови или господари, припаѓаат на едно господство, припаѓаат на еден систем, духовен систем, како што е христијанството. И во таа една политичка организација римјаните успеваат да воспостават мир и да го гарантират тој мир. Само неколку децении пред доаѓањето на Христос, целиот елинистички свет бил во војни. Градовите држави војувале едни против други. Знаете, Троја против Спарта, Корин против Атина, една постојана војна.
И представете се кога тие војуват постојано, Павле доди да евангелизира. Тој не може да ги помине градските ѕидови, додека Римската империја гарантира мир насекаде. Таму каде што ќе стапне римската чизма, таму тој поставува гарнизони и на определени растојанија по тие познати римски патишта, тие гарнизони го обезбедуваат мирот и сигурноста на патниците. Рим гради патишта, познатите римски патишта, кои се во основата на денешната дури европска сообраќајна мрежа, кој помага на апостолите на Павле да ги користи тие патишта во мир, сигурност и така да го шири евангелието. Александар Македонски, големиот македонец, го шири грчкиот јазик насекаде во негово време, така да во времето на Христос сите и од Британија до Блискиот исток разбират грчки, којна јазик, и кога Павле пишува послание, секој може да го разбере. Од Британија до Персија. Тука е и улогата на еврејската синагога, која во период веќе од 600 години од Вавилонскиот плен па до доаѓањето на Христос се шири низ империјата. Нема местенце каде што нема синагога. А во синагогата може секој полнолетен евреин да влезе и да поучува. И што прави Павле? Кај ќе отиде, тој прво влегува во синагогата. Има место каде да поучува. Отворена му е вратата. И веднаш почнува, отвора од Стариот Завет и почнува да сведочи за Христос. Па тука е моралниот пат на паганството, обезвреднувањето на пантеоните. Рим, за да направи да ги обедини, да направи едно единство во империјата, во римскиот пантеон воведува богови од другите пантеони. Па тоа задолжение го дава и кон другите пантеони и сето тоа го обесмислува пантеонот. Веќе луѓето почнуваат со презир, со недоверба да гледат на своите пантеони. Филозофите почнуваат критички да гледат исто така на пантеоните, како на религиозни системи кои не го подобруваат моралот, а додека филозофијата говори за морал и така натаму. Така, во многу погледи општеството е готово, сите се спремни, како е спремно човештвото за доаѓањето на Христос. И во такво време Павле вели, Бог го испрати својот син. И Павле внимава многу на зборовите. Секој збор е важен. Каква идеја вклучува зборот испрати? Ти може да испратиш некој што не постои, а потоа па последниот стих вели за да се роди од жена. Самиот збор испрати вклучува идеја за суштествување. Бог испрати еден што постои. И во тоа испраќање, во таа користењето на таа фраза својот син, апостол Павле веќе вклучува идејата за божественоста, за вечното суштествување, за предсуштествувањето на оној што се роди преку Марија. Почетокот на постоењето на Синот Божи не е со раѓањето, тоа е оној вечниот Бог кој во се ги има божествените атрибути на Отецот. Синот ја има истата онаа природа, божествена природа, што има Отецот, истата слава, истото достоинство. Ништо не недостига од божественоста на Христос. И тука ја имаме веќе. За да се изврши тој откуп на поробеното под стихии човештво, требаше Бог да дојде. Синот Божи, кој е Бог, требаше да дојде и да го изработи тој откуп. Не може човештвото поробено под тие стихии да биде откупено, ако Бог не го изврши тоа. Затоа Синот Божи, кој беше пратен, е Бог во се. И за да се изврши тој откуп за човештвото, ние говоревме веќе за заменичката жртва пред неколку поглавја. Требаше да има целосна идентификација, целосно единство, соединување на Бог и човекот. А тоа соединување
не може да биде извршено во божествената природа на Синот. Синот е Бог. За да може човекот и Бог да се соединат во божествена природа, треба човекот да стане Бог. Човекот не може да стане Бог. Но Бог може да стане човек. И Бог, всушност, затоа требаше да стане човек, затоа требаше Синот Божи да се роди од жена. Синот Божи кој во се е Бог, на својата божествена природа додаде на совршената божествена природа, создаде несовршена човечка природа. За да во таа човечка природа се случи тоа соединување меѓу Бог и човекот. Човечката природа е посредничкото средство, посредничкиот елемент меѓу човекот, меѓу Бог и човекот. Христос, кој е Синот Божи, кој не загуби ништо од својата божествена природа, зеде човечка природа во утробата на Марија. Целосно се поистовети со грешниот човек, со тоа што и живеа еден целосен човечки живот во се освен во гревот. Се роди како бебе, живееше како мало дете, ги помина фазите на развој, дури и се крсти со Јовановото крштевање, кое јасно пишува дека беше крштевање за покаяние. Христос се крсти, Синот Божи се крсти со крштевање за покаяние. Зошто? За целосно да се соедини со грешниот човек. Иако без грев, тој се соедини со грешниот човек. И во тоа соединување да може да биде целосната заменичка жртва за грешниот човек. За да може се она што го изработи тој, сите подвизи на Синот Божи да бидат подвизи на човекот. Бидејќи како човек тој ги направи сите тие работи. Што требаше тој? Па тој требаше да се подчини на законот. Во својата во човечката природа тој се подчини на законот. Како човек тој се подчини на законот, иако не загуби ништо од божественоста. Во својата човечка природа тој се подчини на законот. И така го искупи човекот од проклетството на законот. Тој изврши подвиг и тој подвиг го подари по благодат на човекот, за да биде ослободен од вината на законот, од робството на законот, од осудата на законот. Плати на крстот во својата човечка природа. Плати на крстот, личноста е божествена. Синот Божи како личност, божествена личност, на крстот во човечката природа ги презеде на себе гревовите на човештво, вината, казната, осудата и плати. И го подари тој подвиг, таа совршеност што тој изработи, покорувајќи се во се на законот. И тоа е клучното. Тоа е клучното учење на христијанството. Една богочовечка жртва. Синот Божи, божествениот хипостас, кој во се е Бог, зеде на себе една полна, целосна човечка природа. И во таа човечка природа тој направи се за да донесе откуп од законот на човештвото. Да ги ослободи луѓето од проклетството на законот. Тоа е клучна доктрина. Клучна доктрина со која се занимаваат сите учители, сите теолози од први век, пред се со таа доктрина, од први век па до ден денешен. Ако земете, да го читате или Лутер, да го читате, Лутер вели тоа е принципиос, тоа е првиот, основниот принцип во христијанството. Бого-човечката жртва. Синот како совршен Бог и Синот како човек во се. Го изработи спасението. Ако ги читате институтите на Калвин, знаете со што почнува он? Првиот том што е? Учењето за Светата Троица. Учењето за Синот Божие. И таму ако читате, вие видите цело време тој се врти околу Атанасии Велики.
докажувајќи дека тоа е вистината. Потоа христологијата, а антропологијата е многу понатаму. За разлика од многу денешни теолози, кои кога ќе почнат некакво изучување, некаква да прават теологија систематска, прво ќе почнат од човекот и спасението. И со некои доктрини, конструкции врзани околу спасението. Не, клучот е разбирањето на Бог. Тоа е она што Павле сака да го каже. Таткото го прати, Бог го прати синот, таткото го прати синот, кој требаше да се роди од жена, за да се почине на законот и така да ги откупи оние што се под закон. И тој тука сака да каже, сите тие што се под робството на стихиите. Сите. Да ги откупи, да го примеме посинувањето. Тоест, да го воведе човештвото во нова епоха. Старата епоха заврши. Епохата на робство под стихиите заврши во Христос. Преку верата во Христос, соединувањето со Христос, ние веќе сме во друга позиција, многу повисока, многу поразлична. Кога малолетниот во древноста ќе стане полнолетен, тој веќе не е како робовите, но тој веќе оној кој располага со богатството. Веќе тој реално ги има тие богатства. Може да располага, може да ги користи тие богатства. И тоа всушност оно што кажува апостол Павле. Тоа е големата разлика. Порано бевте робови на тие стихи, а сега сте синови. Посинете, вие сте сега синови на Бог. Преку синот. Соедините со синот. Вие станувате синови на Бог. И како синови на Бог веќе, не како малолетни робови, сите оние ветувања што беа дадени на Авраам, сите тие благослови, веќе ги имате на располагање. Ваши се. Големите богатства се веќе ваши во Христос. И веќе тој почна да говори за она многу по-конкретното. И бидејќи вие сте синови, Бог го испрати духот на својот син во срцата ваши, кој вика Ава, Оче. Веќе кога станавте синови, уште во тој момент веќе вие располагате со богатството. И кој е првото богатство? Духот ви го даде во вас. Тој дух кој ве оживува, кој ве прави од робови синови, за да може да кажете татко на Бог. Ве оспособува духот, ве обновува, ве променува, преобразува. Вашата природа од робска ја прави синовска. За да можете да ви кажете не господар, туку да кажете татко. И тука ја гледаме и третиот хипостас на Светата Троица, Светиот Дух. И гледаме како, и тоа така треба да го разбираме нашето спасение, како работа на трешната икономија на Светата Троица. Отецот го испрати својот син. Синот се роди од жена и го се почини на законот и така не откупи. И Светиот Дух доаѓа да не оживее, да не обнови, да промени нашата природа, да созда нова природа во нас, природа во која ние веќе се гледаме како на синови, а не на робови. И пак ќе кажем, оној стереотип кој си го градиме како христијани, Отецот е нешто, така, еден суров судија од Стариот Завет, кој само гледа да сгрешиме нешто да не казни, а дека Исус е добриот Бог. Не. Зошто Отецот го испрати својот син? Зашто тоа беше неговата воля, зашто не љуби. Тој не возлюби. А пак синот во својата љубов се покори на таа воля. Затоа рече, не мојата воля, но твојата воля да биде татко. А пак Светиот Дух го оживува сето тоа во нас. За да можеме да кажеме, да разбереме това, да, ти си мојот татко. И таа фраза, Ава, Оче, е многу интересна. Очигледно, овдека Павле се повикува на Христос. Христос е првиот кој употреби. Во Гециманската градина, кога се молеше, знаејќи што го очекува, рече, Ава, Оче, нека ме помине оваа чаша, ако може. Се е можно за те отклонија оваа чаша, но потоа рече, не, твојата воля да биде. Ава е арамејски збор и е
деминутив на татко. И е нешто како тате, татенце. Додека оче е патер или татко, грчки збор. Во Стариот Завет и нема да видите никаде идеја за однос меѓу еврејскиот народ и Бог како однос меѓу татко и деца. Нема таков однос. Тој однос прв пат го представува Христос кога ги учеше учениците како да се молат. И рече, кога се молите, викајте, кажете, татко наш кој си на небесата. Со тоа Христос најави нова епоха. Епоха во кој не сте робови, туку сте синови. Сте деца. Тоест, епоха во која вие ќе доаѓате кај Бог не како робови, туку како негови деца, градејќи еден многу близок, најблизок можен однос. Еден најинтимен однос како детето што го гради кон својот родител. Зашто не сте под стихиите, туку живеете во Христос кој е алфа и омега. И Павле, како и вообичаено, целата идеја ја завршува со заклучок. И тоа е заклучок. Затоа вели, затоа. И тоа е заклучокот на сето она што го почне од првиот стих. Затоа не си веќе роб, туку син. Ако си пак син, тогаш си и наследник Божи преку Исус Христос. И тоа одговорот на евреите што го дава. Истиот одговор што го гледаме на крајот на 3 глава. Ако си во Христос, ти си наследник, потомство на Авраам, наследник поветување. И сега ја доградува идејата. Ако си во Христос, преку Христос е сето тоа вели Павле, не преку законот. Преку законот си роб. Преку Христос си само син Божи. И ако си син Божи, си и наследник на оние големи ветувања што Бог ги даде на Авраам. Гледате истата идеја, како прави нешто, гради за да стигне до тој заклучок. Само во Христос ти можеш да бидеш наследник. Само во Христос ти ќе застанеш како дете на Авраам пред Бог, како наследник на Авраам. Ние, ако сакаме да ги имаме ветувањата што Бог ги дал, не се представуваме како Мојсееви, туку како Авраамови деца. За евреите, Мојсей е авторитетот. Павле вели, Авраам беше пред Мојсей. И пред Мојсей Авраам го даде зборот за богатствата. И сега, што ни кажува овој заклучок? Ние сме веќе, располагаме со богатствата ние веќе. Ние веќе ги имаме тие богатства, бидејќи сме синови. И тоа значи дека нашиот однос кон Бог е многу поразличен. Ние продолжуваме да живееме како што Бог сака да живееме, но не заради заповедите, туку бидејќи ние сме негови деца. Нормално е детето кој припаѓа на божествено семејство да живее така. Тоа е природната, нашата природа. Нормално е царското дете да живее како царско дете. Не по принуда, не заради заповед, туку во таа љубов што имат. Не да ги исполнува заповедите од страв, туку од радост, дека е во таква позиција, не како роб, туку како син. Или Брус во коментарот што го дава дека вели, имаме слобода и моки да ја користиме таа слобода одговорно. Светиот Дух во нас ни дава слобода, но и одговорност, доволно сила за да можеме да ја живееме таа одговорност. Таа преобразувачка сила на Светиот Дух. Спрџан вели, дадено ни е ново срце. И вели, тоа срце си е закон сам по себе си. Тој закон не е на плоча, туку новото срце е веќе тој закон во нас. И тоа ново срце, вели, постојано се обновува, за да не отстапи од Бог и постојано раѓа желба да одиме по Духот. Духот го освежува, го обновува, го чува и ја создава таа желба да одиме по Духот. Тоа таа нова состојба, која е радикално различна од состојбата под стихиите на светот. Сега ги имаме сите тие богатства, вели Павле, што беа дадени, уште веќе ги имаме. И тука би можеле да кажеме, а пак каква ќе биде состојбата па во иднината, кога ќе бидеме
во Божјото царство, таму на небото. Петар во првото послание, првата глава вели, тоа е богатство кое не пропаѓа, чисто, не свенува, запазено на небесата за нас. Така да, во Христос, ние не сме веќе без навигација. Не се вртиме во круг, не сме во темнина. Знаеме кај одиме. Имаме пред нас светлина, имаме слава пред нас. И сето тоа заради делото на Светата Троица. Колку повеќе го осознаваме тоа, колку повеќе го разбираме богатството. Павле, кога завршил со тие богатства во првата глава на Ефесяните, на крајот се моли Бог да не ги отвори очите на срцата, за да можеме да го видиме колко е тоа богатство. И кога ќе го видиме тоа богатство, и кога ќе разбереме каква цена е платено, тоа треба да се рефлектира на нас, во нашиот живот. Да почитуваме тоа што е направено. Нашата љубов кон Бог да биде вистинска љубов. Нашата посветеност да биде вистинска посветеност. Огромни се богатствата, но и голема е цената што е платена за нив. И тоа да не држи, да го живееме вистинскиот живот. Амин.